Што ви е најважно во животот? Еве, ако бисте се нашли таму во Колумбија, некаде среде оваа вода, што би било најважно во тие мигови? Да се спасите, сигурно. Предпоставувам дека тоа би ви било најважно. Може би има многу важни работи во нашиот живот, меѓутоа во услови на вакви катастрофи секако дека ќе биде најважно да се спасите, да поживеете уште некој ден, меѓутоа ако ги насочиме нашите погледи кон небото, тогаш што е најважно? Спасението воопшто, спасението на нашите души. Тоа треба да ни биде најважно од се. Да отвориме во Евреите 2 глава. Ги читаме првите 3 стиха. Затоа треба да внимаваме повеќе на она што го чувме, односно, еве ќе читам од ревидираниот превод. Затоа треба да бидеме нарочно внимателни, посебно внимателни кон она што го чувме, за да не отпаднеме некако. Зашто ако реченото слово преку ангелите се покажа верно, и ако секој престап и секоја непослушност прими праведна казна, како ли тогаш ќе се извлечеме, ако занемариме такво големо спасение, кое најнапред проповедано од Господа се потврди од оние што беа чуле од Него. Живееме навистина во многу опасно време, опасен свет, мнозина велат и тоа е факт, и од ова што го видовме дека веројатно поопасно никош и не било, по-непредвидливо. Опасности демнат на сите страни, па вие бевте сведоци само овие денови во Македонија само што се случи. Значи, она бура во Скопје, па плинска боца усмрти цело семејство малтене. Не знам јас, уште некој случај, ако имаше нешто. И тоа почнува веќе се почисто и тука, тоа се некои, ќе кажем, ајде, ситни работи во споредба со ова, но, не знам, јас искрено, откако званично ќе му биде подадена раката на зверот, а тоа ќе се случи многу скоро, мислам на Македонија како држава, не знам тогаш што и колку ќе ја крене заштитата Бог, не знам, јас така сум на размислување, затоа што едно е кога не си, а друго е кога си званично со Него. Но она што можеби највеќе некого загрижува и створи, ја би рекол за мене непотребна токава паника, тоа е една добра пропаганда околу овој коронавирус. Би сакам само да ви прочитам еден дел од една статистика која што некој успел многу добро математички прецизно да ја направи, која што треба да ни каже многу работи. Можеби некој веќе го читал ова. Вели, текстот до денес, односно тоа беше пред 2-3 дена, Светската здравствена организација објави дека има 79.300 вкупно заразени, сега е над 80 некаде бројката, не знам колку е точно, со COVID-19, нели така го именуваа. Од нив огромно мнозинство, односно 77.000 во Кина, мнозинството во Вухан. Во Вухан има население од 11 милиони жители. Да речеме дека сите 77.000 биле заразени во Вухан. Еве, да речеме. Повеќето се таму. 77.000, ако поделите на 11 милиони, добивате 0,007 или 0,7% од жителите во Вухан се заразени или 99,3% не се заразени. Проста математика. Во градот кај што започна целата оваа епидемија. Но, да видиме што е со смртноста на самиот вирус. Веројатно слушнавте моабити дека обичен грип е посмртен, може да биде посмртен отколку овој вирус, кој што крена токава прашина и паника. Па вели, ако сте над 80 години, знаете дека постарите се на удар, заради по-кревкото здравие и имунитет,
Ако сте над 80 години и сте заразени со вирусот, шансата за умирање е 14,8%, што значи дека 85,2% ќе преживеете. Ако имате 50 до 60 години, имате 1,3% шанси да умрете ако сте заразени со вирусот. За оние под 40 години шансата е 0,2%, значи 99,8% од младите под 40 години кои се заразуваат ќе закрепнат. Нема да умрат, значи 0,2% само е смртноста кај оние кои што се под 40. Но, едно големо но, ова е само во случај ако се заразите. Шансата за зараза е врз основа на скоро 3 месеци појава на извор на инфекцијата, во Вухан кажавме 0,7%. Значи 99,3%, па ќе повторам, никогаш нема да дојдат во контакт со вирусот. Затоа што сето тоа е изолирано тамо. На овие 0,7% се додаваат уште некои ситни проценти, па ако сте 85 години, имате 0,7 шанси да го добиете вирусот. А ако го добиете, значи 0,7% шанси да го добиете. Ако го добиете, тогаш имате 85% да преживеете, ако сте над 85 години. Овде таков нема. Значи шансите се 0,1% да умрете од вирусот. Ова значи дека имате 99,897 шанси да не умрете од овој вирус. За 45 годишник тие две шанси се множат со 0,0028 дека коронавирусот ќе ви убие. И значи 99,9972 дека нема да ви убие за 45 годишник. За 35 годишник шансата да умре од ова чудо, така вели овој, е 0,0014%. Па што сте се уплашиле тоа? Ја верувам дека не се плашите. Јас слушнав на телевизија дека тука по Скопје, не знам, во Штип, ја не примитив толку, ама по Скопје почнале да дигаат брашно ова, она, да носат дома, да складираат. Во случај, нели, ако дојде до поголема епидемија, ширење, па блокирање, па ова, па она, па за да се имаат, за да преживеат. Вели за 35 годишник шансата да умре од ова чудо е, го кажав тоа, мислам, да, 0,0014. А дека нема да умре е 99,9986%. Внимавајте, 0,7% воопшто да го добиете и 0,2% да умрете од него ако сте под 40. Поентата на приказната е дека опасноста постои, нормално, реална е, но не е ни близу голема колку што тоа го кажуваат весниците и порталите. Ја бев сведок баш овие денови на утринска програма, дали беше на Алфа, се јавува еден господин и вели: што сте запнале, бе, што толку цели денови зборите за вирусот? Кажете у 10-15 минути, вика, ние во Македонија поголеми проблеми од сето ова, тоа се занемарува, цело време се збори за вирусот. И тоа сте сведоци, веројатно, гледавте. Значи, опасноста постои, но не е ни близу голема како што ја кажуваат. Патем, Кина има население, еве да ја земе цела Кина, население од 1,386 милиони жители. Инфицирани се 77.000 на 1,4 милиарди. Тоа значи 0,0055% од сите кинези. Гледате со какви дропки, мислам, се расправаме, овде со 0,00. Дори ова, го читам ова само за да видите какава е пропагандата и зошто служи, они си знаат, веројатно за многу повисоки цели. Но самиот факт дека обичен грип, вирус, ако ве фати, може по-скоро да умрете, отколку да ве фати коронавирус.
Тоа самото по себе говори. Значи, 0,0055% од сите кинези се заразени со овој вирус. Ова значи дека во земјата од која потекнува вирусот, 99,9945% од популацијата не е заразена. Ова исто така значи дека ако соберете на куп 10.000 кинези, 5 од нив ќе имаат вирус, а 9.995 нема да имаат. А колку ќе умрат од тие 5, тоа е прашање. 0,2 и нешто проценти е смртност. Значи, од 5... Да. Ете толку е заразен вирусот, завршува овој текст. Но, она што го читав во Евреите, разумно е никако христијани, поентата е да не го занемариме вирусот, но и да не ги занемариме овие податоци. Ке ве молам, овие податоци ќе ги прочитав. Значи, тоа е сосема добра калкулација направена овде. Меѓутоа, тоа така на купче, како што сега го читаме, не ви го кажуваат на телевизија, туку таму ќе ви испаничат. Но покрај сите опасности што демнат, а пазите, окей, ајде да кажеме дека е 0,0, меѓутоа за нас христијаните кои што веруваме во Бога, каков е процентот, што мислите? Ако овака реалниот процент е 0,0. Во ред, ние не го знаеме Божиот план. Евентуално ако сака да повлече некој од нас, тоа е негова волја. Ама какава е воопшто шансата, еве ако не е негов план да не повлече? Па никаква шанса нема. Ја така ќе кажам. Јас сум со таква вера. А сега, точно што е неговиот план, не верувам, дека ете со мене конкретно планот му е таков и таков. Сепак сум оптимист. Покрај сите опасности што демнат, најопасно е ако го занемариме спасението. Како што читавме во овие стихови. Затоа што ако го занемариме спасението, 100% пропаѓаме. Не е 0,00, 100% пропаѓаме. И сите што ќе го занемарат, сите, комплет сите, нема да се спасат. И тоа зборуваме само за занемарување. Да се поучиме само од накратко, нема многу време, од некои од примерите во Библијата. Еве да отвориме во прво послание до Коринќаните 10 глава. Прво послание до Коринќаните 10. Читаме од 1 до 11, познати стихови. Од искуството на израелците. И сето тоа ни е дадено за поука, вели таму текстот на крајот. Не сакам, вика, да ви остане непознато, Павле, овде, браќа, дека сите ваши татковци беа под облакот и сите минаа низ морето. И сите се крстија во Мојсија во облакот и во морето. И сите јадеа иста духовна храна, и сите пиеа иста духовна напивка, зашто пие од духовната стена карпа, која ги следеше, а таа карпа беше Христос, но Бог не најде благоволение во нив и беа погубени во пустината. Внимавајте, до тука првен, па после понатаму. Сите, вика, наши татковци беа под облакот и сите минаа низ морето. Сите беа под Божјата заштита. Замислете си во пустина 40 години да не ве пече сонце преку ден, ноќе да не ве мрзне. Сите беа под Божјата заштита. Сите беа сведоци на тоа чудо. Сите минаа низ морето, на Божјето избавување. Сите се крстија во Мојсија, во облакот. Значи можете да бидете крстени, ама ако го занемарите спасението, како што тие направиле, ќе останете во пустината. И тоа мртви. Сите пие иста духовна напивка. Може сите да се сложуваме околу доктрините, сите едномислено да размислуваме по нашите доктрини и учења. Но што тоа, ако го занемариме спасението?
И Христос може да е нашиот водич, но Бог вели не најде благоволение во нив и беа погубени во пустината. И сега видите неколку работи кои што се спомнуваат од 6 стих надолу. А тие нешта станаа примери за нас, за да немаме зли желби како што ги имаат тие. Значи да се поучиме од нивните пропусти, да не би ние исто завршиле. И не бидете идолопоклоници како некој од нив, како што е напишано. Пред да преминем од текстот, она што било највеќе присутно кај израелците цело време во пустината, на било каква ситуација да наиделе, било каков проблем, да кажеме, од проблемче до проблем. Цело време негодувале. Што вела тамо, ајде само да свртиме на кратко во Броеви, 4 Мојсеја, од неодамна ги читавме овие стихови. Значи, откако земјата била извидена и знаете оној негативен извештај, тоа е примерот како кога 10 души ви трубат едно нешто, а само 2 нешто позитивно и народот што? Се охрабрил или не? Се разочарал, не им се одело таму се джиновите. Примерот на пропагандата, значи уште во самата Библија. Че во 14 глава, се извинувам, Броеви, од први стих. Тогаш завре целото општество и почна да вика и народот плачеше во таа ноќ. Сите израелци роптаа против Мојсе и Арона, целата заедница им зборуваше: "О, да умревме во египетската земја. Или да изумревме во пустинава. Зошто Господ не води во таа земја за да паднеме од меч, а нашите жени и деца да станат робови? Зар нека ни биде подобро да се вратиме во Египет? Да се вратиме назад." Колку пати тоа го кажува? Да се вратиме назад во Египет. И си веле еден на друг, да си поставиме водач и да се вратиме во Египет. Водач кој што ќе не одведе назад. Некогаш ќе станеме и сега сакаме да кажеме нешто искуство во ред. Во ред е искуството, ако нели е на прослава на Бога и ако тоа ја прави она разлика од тоа што сме биле, од она што сме сега. Ама некогаш призвучуваме така да како да сме изгубиле нешто од минатото, како да ни било помило од тоа што сме правили, како сме правили од ова што сме денес. Нели често пати они леле го нема ни кромидот, таму го спомнуваат дињите, за место да не зборуваме за лонците и така натаму. Не знам колку имале прилика и месо да јадат баш во Египет, ама како робови, но значи да се вратиме назад. И ако се вратат назад, египтјаните ќе ги примат овака со широки раце и нема да видат веќе робови. Што очекуваат? Ќе се вратат назад или ние ќе се вратиме назад и што очекуваме? Ѓаволот ќе не вака, ќе не мази, ќе не. Повторно се враќаме во робство. Нема поинаков третман кај него или кај египтјаните во земјата на робството. И се од 7 стих вели: "И не бидете идолопоклоници како некој од нив, како што е пишено, народот седна да јаде и пие и потоа стана да игра." Знаете, со Сергеј доста се експлоатираше овој стих. Сеќавате на онаа негова долгометражна проповед во саботата наутро, кој што беше една од појаките, да би рекол, иако немаше слава. Любители на задоволство. Се вратиме на задоволствата. Строго занемаруваме спасението. А тие се тука, тоа е таа стара наша природа, која што повикува. Дали може би кај наше случајот ќе се довлечкаме некако во сабота од црква и поготово ќе дојдеме кога, што викаат американците, има патлак, односно има заеднички ручик и едва и чекаме да заврши службата и тамо да се нацрта. Не ме сваќате погрешно, значи, сакам да кажам, да се најадеме, да се напиеме, да, иако, му служиме на Бога, доаѓаме на служба и така натаму, љубители на задоволствата, на стомакот, на желбите, Тоа е еден чекор на занемарување на спасението. 8 стих вели, што може да се поучиме друго: "Ниту блудствувате, како што блудствува некој од нив, и во еден ден паднаа 23.000. Знаеме некој настан
алудира овде Павле. Воделе такви битки маж со маж, такви победи. Им дошле жените, моавките и испопаѓале. Колку денеска жртви има. Малкумина се тие како Јосиф. Вчера читавме, нели, за Јосиф. Малкумина се. Да бидеме реални, ние мажите, па и жените. Меѓутоа, еве, Јосиф, кога го спомнуваме, да бидеме реални, нема многу луѓе кои што на тоа знаат да заземат цврст став. Хранење на ниските страсти, значи, тоа е исто кое што може да не доведе до занемарување на спасението. Проширување на границите на Божјата милост, што мислам под ова? Во 9 стих што вели? Ниту да го искушувате Господа како што го искушуваа некој од нив и загина од змии. На кој начин го искушуваа? Што сакаа? Сакаа нешто повеќе од тоа што велеа доста ни омрзна оваа храна веќе, ни се згади од оваа храна. И што им пушти таму? Препелици, што беа? Птици? И изумреа. Значи, колку што може повеќе да ја прошириме Божјата милост, значи тоа е и погрешна слика воопшто за Бога и да доведеме до тој степен да, како што викаат, ефтина милост. Го кушаме Бога. Токму тоа правеле споредба со оно што го имале порано во Египет и тоа што сега го имале. Значи, навраќање наназад, сакаат нешто повеќе од оно што Бог им го нуди, а Бог секојаш го нуди најдоброто. Знаеме дека низ целото тоа патешествие низ пустината и самата храна била дел од таа преобразба нивна, значи враќање назад, односно да, вовед во Ханан. 10 стих. Ниту роптајте како што роптаа некој од нив. Еве, прочитавме претходно во Броеви. Роптање, мраморење и загинаа од истребителот. Понекогаш да, изгледа дека чудно не води Бог во нашите животи. Поминуваме некои работи кои што тешко ние да ги разбереме, но мораме да му имаме доверба, да не роптаме, да не мрмориме, да не покажуваме незадоволство. Затоа што тоа исто така значи занемарување на спасението. И на крајот, со само единствен чекор, овие беа као 4-5 чекори кон занемарување на спасението, но единствен чекор е за да не западнеме во една таква состојба, тоа е 13 стих од иста глава, вели: никакво искушение не ве постигна освен човечкото. А Бог е верен и не ќе дозволи да бидете искушувани над вашите сили, туку заедно со искушението ќе ви даде и излез, за да можете да го издржите. Господ секојаш има излез, секојаш нуди излез и секојаш има излез со Господа. Неговата рака, како што вели во Исаија 59.1, не е прекратка, за да не фати, да не спаси, за да не извлече од дупката, и ниту пак оглуве Господ, демек сега он не слуша. Не е точно, он е максимално заинтересиран за нас, максимално заинтересиран за нашето спасение. Че тој е тука, излезот е кај него. Да завршам со 34 псалм, 19 стих. 34 псалм, 19 стих. Праведникот има многу неволи, но од колку го избавува Господ? Од сите. Иако некојаш може би не изгледа дека некоја неволја и долго трае и така натаму, но веруете му на Бога. 20, 30, 40, некој може би години тука седи во овие клупи, може и повеќе, не знам. Има ли некој што е над 40 години верник? Зоран. И мислите дека тоа е залудно, дека сега треба да гледате назад кон Египет, да не знам што, да не можеме никако, како вика ќе се извлечеме, освен ако го занемариме спасението. Зарем такво спасение може да се занемари? Пазите, централна фигура. Господ го осмислил тоа спасение уште во дамнина. Таа е на наша планета, земја која што е трошка во нашиот млечен пат, а камоли во
општо вака земена од целата вселена. И Господ се заинтересирал, нешто се заинтересирал, туку не возлюби со вечна љубов и го даде и својот син за наше спасение. И ние да го изгубиме, да го занемариме. И во целиот тој план на спасение централна личност е Исус, преку неговата крв. Тоа е и средството со кое што не откупи, за да не спаси. Кого имаме во Исуса? Исус е некој кој што секојаш може да те разбере, секојаш е тука да ти помогне, никогаш не лаже, како што ќе каже така е, и вие да занемарите еден таков пријател. Ти си го гризнев јазик кој речев за малку непријател. Таков пријател. Нека Господ ни помогне да пред се нашите мисли бидат свртени таму горе и да мислиме на спасението, тоа е најважната работа. Оставете вируси, оставете тоа, многу од дел од тие работи, многу од тие работи се за да ви го одвлечат вниманието. И да ви набијат страф или не знам што, паника да ве фати и... Јас не знам Миле дали ќе гледа и дали Миле веќе го одложил доаѓањето, меѓутоа јас му препорачувам да слободно дојде. Јас да бев на негово место ќе дојдев, не знам. Поодамна нема дојдено. Да, тој си знае во ред. Меѓутоа, со сето ова што го зборуваме и со сето она што мислам дека како верници треба да го покажеме, треба да бидеме многу над оние кои што не знаат, надвор и се плашат. Ги фаќа паника од ситница, ја би рекол. Замислите си, се појави една жена што дошла од Италија со коронавирус и малку ми беше искрено и кажам чудна целата таа веста која пратевте. 2 недели се лекувала во Италија и сега прашањето е или италијанците се толку неспособни, па не го пронајдува вирусот, па ние го најдовме тука со нашето здравство, или па они ја пуштија. Значи, сето тоа е таму блокирано, ама они ја пуштија. Знаејќи дека е болна, ама ја пуштија. Не знам. Океј, има период на инкубација, колку што знам, ама тоа е 5 до 7 дена или... Во ред, како и да е. Само ви го споделувам моето размислување. Не мора да значи дека тоа е така, како што јас велам, но добро пратете вести. Еве, денови исто имаше пред ден-два, наводно, колку што јас знам до сега, тој е еден случај, меѓутоа, наводно од Штипска болница некои млади искршиле прозор, па избегале од болницата и се сомнева, има сомнеш дека се исто така заразени од коронавирус. И пазите сега интересна ситуација. Скршиле прозор, избегали сега, кој знае кај ќе фатат? Паника, човече, кај ќе отидат, кој ќе дојде во допир со нив? Ајде, мислам. Пак ќе кажам, јас само разменувам размислување, моје мислење со вас, а вие што ќе видите во тоа, не знам, но во она што го читавме и во стиховите, што видовте, и тоа не знам, меѓутоа, цело ова време зборуваме за храброст, да не се плашиме и да се надеваме на Господа. Нека му е слава нему. Амин. Господи Боже наш, ти благодариме што не храбриш, не чуваш, не штитиш, тука си покрај нас, да не охрабриш, да ни подадеш рака, секојаш си близок со нас како изгубени Твои чеда и правиш се за да не вратиш назад. Целата оваа планета како таа изгубена овца не си ја оставил, туку направи се што можеш и правиш се уште, но баш се направи со тоа што го даде својот син за спасение на секого. Дај ни цврста вера и надеж во овие времења кои што живееме и кои што се само предзнак на она што ќе доаѓа. Буквално нема ден да не се случуваат некои несреќи. Пропагандата секако е присутна и тоа од секојаш била присутна, посебно во ова време кога комуникацијски средства има секакви и информацијата многу близко доаѓа до секој и до најоддалечениот на оваа планета. Но наша најголема цел и најважно нешто во животот треба да биде спасението и да не ни ги одвлекува нашите мисли и внимание
ништо друго на овој свет, иако нели нормално, реално живееме на оваа земја и се соочуваме со некои реални проблеми и имаме реални потреби, но ти си рекол, ако го бараме најнапред Божјето царство и Твојата правда, тогаш се друго ти ќе ни придодадеш. Тоа е Твојата љубов и Твојата грижа кон секого од нас. Води ни и понатаму во нашите животи, а за се ти благодариме во Христово име. Амин.